Невладините Гласен текстилец од Штип и достоинствен работник од Прилеп за прв пат ќе ги попишуваат домашните работници во двете општини. До сега во државата нема никаква евиденција колку бебиситерки, негователки на стари лица, цепачи на дрва и слични работници имаме. Ова вид на работници засега работат на црно и не се дело ни една евиденција. Како организација неколку пати се сретнавме со таквите домашни работници кои што имаат проблем, кои што реално ги нема во евиденција никаде. Сметавме дека треба да обрнеме малку внимание на таа проблематика, бидејќи Македонија меѓу другото ја има ратификувано конвенцијата на ИЛО и треба да имаме некакви податоци колку ги има тие работници. Двете невладени ова ќе го работат во склоп на проектот Подобрување на услови на домашните работници во Штип и Прилеп. Но освен пребројување на домашните работници, се предвидува и подготовка на документ. Од тоа истражување ќе биде и направен документ за јавна политика, каде што ќе биде составени и препораки, заклучоци во делот на домашните работници кои ќе бидат доставени во лесовите во двете општини, а исто така и во Економско-социјалниот совет на Република Македонија. Целта на здруженијата е овие работници да се вклучат во системот и тие да бидат рамноправни со останатите работници. И преку формирање на домашни агенции, каде што тука има база на податоци на сите оние како бибиситерки, негователки и така натаму, каде што оној работодавач, тоест семејство кое што сака да наеми работник, независно дали да им чува децата или старите и така натаму, значи преку агенцијата сето тоа се средува и за нив е подмирено, значи пензијско и здравствено осигурување и плюс плата. Проектот е поделен во 3 дела: истражување, анализа и едукација, а истиот е финансиран преку фондацијата Отворено општество.